И денеска ве поздравувам во новото продолжение од Фактор здравје, вашата здрава навика која што денеска има многу што да ви понуди. Тоа пред се однесува на темата, гостинката и она што е најважно, советите кои што денеска ќе ги разменуваме. На која тема ќе разговараме и со кого денеска ќе ја продолжиме соработката, ќе ви откријам по првиот џингл. Приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство, плодност од Битола, воедно и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, денеска преку свој представник, преку уште едно референтно лице, ќе гостува со темата и она што заеднички денеска ќе ви го понудиме. Станува збор за скрининг кај новороденче, тема која што ќе ви ја доближиме преку гостувањето на примариус доктор Аница Апчевска-Василева, која што е педијатар, детски невролог. Но представувањето и незиното запознавање со вас ќе следува малку подоцна, а на почеток во контекст на темата скрининг кај новороденче, она што е важно и што се раѓа со секој нов живот е имуниот систем. Нему му ги посветуваме првите совети. Доколку не постои имуниот систем, човековиот организам не би бил тоа што е. Овој систем се развива уште кога фетусот е во утробата на мајката. Имуниот систем делува како одбранбен механизам против сите предизвикувачи на болести, вклучително и стресот при кој се лачи хормонот кортизол. Затоа, ако имате здрав имун систем, нема предвремено да остарите и ќе превенирате или одложите појава на некоја болест или состојба. Најважно е да ги неутрализирате слободните радикали со антиоксиданси и на тој начин да го заштитите здравјето на организмот. Единствената вистинска формула на природен антиоксиданс е Г132. Оваа петкомпонентна комплексна формула на антиоксиданс содржи реиши печурка, ликопен, сулфурафан, ресвератрол и матичен млеч. Г132 е моќен имуностимулатор и имуномодулатор кој покрај терапијата можете да го земате превентивно за заштита на целиот имун систем. Добро дојдовте назад во Фактор здравје, каде што во продолжение ви ја нудиме темата скрининг кај новороденче и веќе споменав оваа тема ќе обработиме со болницата Плодност од Битола, која што секојдневно е достапна на 047 208 880, како и на нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk, а токму на овој начин можете и лично да закажете термин да се советувате или нешто што не ви е јасно да ви биде разјаснето. Денеска веќе ја споменав, но редно и визуелно да запознаете гостинката која што во име на болницата Плодност од Битола ќе зборува на споменатата тема скрининг кај новороденче. Тој е примариус доктор Аница Апчева-Василева, која што е специјалист педијатар, детски невролог. Добар ден и благодарам што сте со нас. Добар ден. Добар ден и на нашите почитувани гледачи и да им пожелиме едно пријатно попладне со нас. Да, ви благодарам во нивно име, уште повеќе што ќе зборуваме на тема што досега не сме ја третирале, скрининг кај новороденче, и веднаш да го објасниме тој термин или поим што представува еден скрининг и според кои критериуми се одредува. Кога зборуваме за скрининг, добро би било во почеток да го објасниме поимот медицински скрининг. Тоа всушност представува една стратегија која што се применува врз одреден дел на населението и чија што цел е да открие одредена болест. Откривањето на таа болест се врши врз индивидуи кај кои што нема клинички манифестации на таа болест, така што, ако сакаме да кажеме малце поупростено, поприфатливо за нас, тогаш би рекле дека скринингот представува алатка во рацете на здравствените служби, која што ни овозможува да испитаме многу голем број на испитаници за кратко време и да откриеме можност за постоење на болест која што подоцна би ја диагностицирале во класичен клинички диагностички процес. Значи не мора да има индикација и рутински може да се направи тој скрининг, за да понатаму се допре. Скринингот се прави точно со таа цел за да се индицира можност за постоење на болест. Да. Критериумите уште во 1960 година ги даде препораките за создавање на едно скрининг истражување, ги даде Светската здравствена организација и прилично децидно ги прецизира, така што и сега се користат истите.
Според нив, болеста која што треба да биде предмет на скрининг истражување, треба да биде значаен здравствен проблем за заедницата, за општеството. Значи да тангира или допира или засега Така, многу да. голем дел од популацијата. И по своите карактеристики да биде значено нејзиното рано откривање, раната медицинска интервенција и овозможувањето на добар квалитет на живот на индивидуата која евентуално е заболена од таа болест. Исто така, во другите критериуми треба да нагласиме дека мора да постои за таа болест утврден начин на лекување. Мора да постои утврден начин за дијагностицирање на болеста. Мора да постојат установи кои што би ги направиле, извеле тие процеси. Исто така, мора да постои прикладен тест, она што ние го викаме скрининг тест, за да се примени врз голем број на испитаници. Тој тест треба да биде лесно прифатлив од страна на испитаниците. Испитаниците треба да бидат запознаени со природниот тек на болеста, значи дека доколку таа болест која се уште е во асимптомска, латентна фаза, се пројави понатаму, каков би бил нејзиниот тек, до какви сериозни оштетувања на здравјето на организмот би довела, така, за да може да имаме добар трансфер, добро разбирање кај популацијата кај која се применува скрининг тестот. Исто така, треба да постои она што стално на крај мора да го констатираме, една економска избалансираност на трошоците за скрининг истражувањето и вкупните медицински трошоци. Тоа не сега по англосаксонските автори современо се нарекува cost-benefit, не? И кога еднаш ќе се почне едно скрининг истражување, тогаш треба тоа да се обавува континуирано. Значи не да оди на проект еднаш за секогаш, него континуирано да се обавува понаредно. Да, тоа е процес што тече. Да, процес што тече. Да. Бидејќи денешна тема во Фактор здраве ни е скрининг кај новороденче, сигурно пред да се осврнеме конкретно на овие аспекти, постојат повеќе типови или видови на скрининзи или класификации. Значи класификациите на скрининзите можат да се вршат по најразличити критериуми. Најчесто се вршат по бројноста на опфатот, така да е познат масовен скрининг. Еве да дадеме еден пример, Папа Николау тестот применет како скрининг за откривање на рак на грлото на утерусот кај женската популација, еден масовен, матката, пардон, да, е масовен еден скрининг. Може да биде селективен скрининг кај некоја одредена високоризична група, може да биде мултифазен скрининг кога употребуваме повеќе скрининг тестови врз иста популациона група во исто време. Исто така може да се дели по карактеристиките на популацијата. Ете тука ќе го спомениме, значи неонаталниот скрининг, може да биде школски скрининг, сите ги имаме добро во вид скрининзите на видните оштетувања, слушните оштетувања, оштетувањата на рбетниот столб кои со систематските прегледи се вршат кај школските деца, тоа е тој познат школски скрининг, исто така и денталните оштетувања, затоа што заедно со систематскиот преглед од лекар од општа пракса или педијатар, кај школските деца стално имаме и систематски преглед на забалото, така да тоа се тие познати скрининзи кои течат, се вршат. Да, масово се вршат, меѓутоа се со одредена карактеристика на популацијата, значи кај школски деца или кај новороденчиња. Да, кога ги споменавте новороденчињата, кој скрининг или кој скрининг најчесто се прави и кои се опфати тука се зафатени и кога всушност започнуваат тие скрининзи или првиот скрининг кај новороденче? Значи неонаталните скрининзи или стручно кажано неонаталните. Да, неонаталните скрининзи се скрининг истражувања применети врз новороденчиња со истата, мислам, она дефинициона карактеристика како што кажавме,
дека се применува одреден скрининг тест за откривање на одредена, означена, значи претходно болест, кај здрави новороденчиња. Неонаталниот скрининг е од исклучителна важност затоа што се врзува со почетокот на животот. Така да тука на вистина имаме рано откривање и можност за рана медицинска интервенција со делување врз квалитетот на живот понатаму на индивидуата. За новороденчињата можеме да кажеме дека прво се скрининг методите започнати во Соединетите Американски држави и првиот скрининг бил гатриевиот тест за една болест која се вика фенилкетонурија, која е метаболна болест и која што може да даде, доколку не се открие на време, многу тешки последици врз здравието на детето, особено на неговите ментални способности, а лекувањето е спроведување на соодветна диета. Така што мислам дека раното откривање со медицинската интервенција многу допринесува за обезбедување на добар раст развој, правилен раст развој и добар квалитет на живот понатаму на индивидуата. Ете така, значи почнале тие неонатални скрининзи, постојат различити врсти неонатални скрининзи, зависно од медицинските ресурси, зависно од потенцијалот што го имаат здравствените установи, односно породилиштата каде што се раѓаат новороденчињата. Меѓутоа, она што е битно, треба да споменеме дека постојат скрининзи од национален карактер, направени според национални скрининг програми. Тука се работи за исклучително значајни болести и тоа е дел од политиките здравствени на државата. Тие скрининзи се применуваат врз сите новороденчиња. Во нашата земја таков скрининг е скринингот за откривање на хипотиреозата. Тоа е една болест каде што имаме намалено или нема излачување на хормонот на штитната жлезда. Представува вродена болест и со навремено откривање и додавање на штитниот хормон се постигнува тешките последици што би ги донела оваа болест во растот и развојот на детето сосема да се избегнат и да се добие еден сосема добар квалитет на живот кај детето. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот и сигурен сум дека веќе ја заскокоткавме вашата љубопитност да ни се јавите во продолжение и да дадете активен придонес во Фактор здравје. Сите ваши јавувања ги бележиме и слободно продолжете. Ве очекуваме по вториот блок реклами во живо да ве вклучи. Повелете на 6091924 и 6091925, јавете се, поставете прашање и дадете и денеска активен придонес во Фактор здравје во однос на денешната тема што ви ја нудиме скрининг кај новороденче, а оваа тема денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на примариус доктор Аница Апчевска-Василева, која што е педијатар детски невролог од приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија, акушерство, плодност од Битола, воедно ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. И овде ќе искористам уште еднаш момент да ве подсетам дека можете да ја контактирате оваа институција на plodnost.com.mk и директно да закажете термин на 047 208 880. Ги споменавме кои се скрининзите и што значи еден скрининг кај новороденче, што е она што вие како болница, како референтна институција Плодност од Битола работите и применувате врз секој новороденче или секој нов живот што кај вас се раѓа. Да, националниот скрининг за хипотиреоза го спроведуваме доследно кај сите новороденчиња, впрочем истиот го спроведуваат сите институции каде што имаме неонатални одделенија, односно каде што се раѓаат деца во нашата држава. Во нашата установа исто така се спроведуваат како систематски преглед
скрининг ултразвучен преглед на централен нервен систем, скрининг ултразвучен преглед на срце, скрининг ултразвучен преглед на уринарен тракт и скрининг ултразвучен преглед на колкови, така што при исписот на новороденчето од нашата установа, сите овие работи се запишани како направени скрининзи, документирани скрининзи, да, во неговиот исписен картон. Да го слушнеме првото јавување, некого имаме веќе на линија. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Да, добар ден. Малку погласно зборувајте само, господјо, ќе ве Добар ден. замолам. Одлично е. Сега Добар повелете. ден. Добар Да. ден. Гледачка Петова. Во ред. Ви Се благо... слушаме? Да, ве Јас слушаме сум одлично. баба на внуце. Во ред. Родителите му се на работа, сакам докторката да ја прашам, пошто неколку пати така детето не да не се осеќа добро, ама некој сака, вика, ми се спие, ми се така некако се осеќа ка немоштен. И на два пати леукоцитите му се нели од 4 до каде до они мислим од 4 до 9 како се тие параметри. Добро. Нему му се 3,1. Значи дали се зборува за имунолошка нешто? Дали Не од знам, овој ало за ме некој одговор разбирате? или совет? Ќе дајме Да. некој Ви благодарам, одговор. господјо, и благодарам што се јавивте од Тетово. Значи, доколку вашето внуче има некои симптоми кои што вас не ви се допаѓаат, значи така е Поспаност млитаво, спомена, да. поспано, доколку неговите бели крвни зрнца, леукоцити во крвната слика се зголемени, тогаш сигурно дека ќе треба да се обратите со детенцето кај матичниот лекар и да биде направен убав преглед за да се утврди заради која причина дошло до таа појава и во крвната слика, а и како симптом кај детенцето, она што вие го Но гледате. овде беа намалени, чинам дека рече. Намалени Да. рече како зголемени. Од 4 Да. до 9 некоја скала, а спомена 3,2 или 1, да, малку намалени. И како и да е, значи, затоа што постојат различити типови на инфективни синдроми во детската возраст, кои што различито делуваат врз имунолошкиот систем. Имаме болести и инфекции кои ги зголемуваат, имаме болести и инфекции, особено кај вирусните болести, кои може да ги намалат белите крвни зрнца. Во секој случај тоа треба да се утврди со преглед, ако треба и додатни испитувања и да се најде од каде доаѓа сета таа работа, па врз основа на тоа да се превземат после други медицински интервенции, например давање на лекови или нешто друго што ќе биде потребно, кое што ќе го покажи прегледот. Да го слушнеме и следното јавување, чинам уште некој имаме на линија. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Добро, јас ве охрабрувам, слободно јавете се, ги имате двата телефонски броеви на вашите мали екрани. Ги споменавте скрининзите кои што вие ги правите кај секој новороденче што ќе се роди Да, во вашето во нашата родилиште. установа. Ме интересира дали сето тоа го правите веднаш по раѓањето, во смисла на тоа што е со оние дечиња кои што предвремено, на пример, се раѓаат. Дали тоа се применува веднаш исто како и оние навремено или чекате да навршат одредена возраст или неколку дена, па тоа да го примените? За сите новороденчиња скрининг истражувањата не се применуваат одма. Значи, најмалиот период е 48 часа после раѓање. Најчесто се извршуваат во периодот меѓу 48 и 72 часа, меѓутоа може да се извршуваат и во првата недела. Сето тоа зависи сега од состојбата на детето, од неговата физичка кондиција, од потребата од медицински интервенции, особено кога ги спомнувате недоносените. Недоносените многу често побаруваат различит тип на поддршка во првите денови на живот. Дали тоа ќе биде поддршка на терморегулацијата со инкубаторско сместување или поддршка кислородна или зависно од состојбата при раѓањето на недоносеното,
Меѓутоа, за нив во текот на првата недела, доколку нивната општа состојба и прилагоденоста нивна на дворешниот начин на живот, затоа што тоа секогаш е поврзано со еден адаптационен период, кој што кај доносените деца и здравите деца е многу краток, а кај недоносените или деца кои имаат некој друг здравствен проблем, стално малце е пролонгиран, така да мора да се почека периодот на добра општа состојба, значи здраво новороденче, па да се применат скрининг техниките. Овие што ги споменавте. И она што е клучно или најважно за вас, лекарите од една страна и за родителите и тоа новороденче е што значат добиените резултати. Скрининг техниките со својата методологија се дизајнирани, се создадени за да индицираат можност. Значи, тие даваат само некоја представа дека може би тука се работи за постоење на таа болест која ја испитуваме со скрининг истражувањето. Доколку наодот е негативен, завршува сигурно. Немаат прецизна диагностичка вредност. Така што, ево да го земиме примерот на овој нашиот национален скрининг за хипотиреозата. Тој се изведува на тој начин што се зема капка крв од петата на новороденчето врз специјално дизајнирана филтер хартија, на која што се наведени податоците на новороденото, се испраќа во референтна лабораторија, се прегледува и се добива резултат. Добиваме позитивен резултат. Не значи дека детето има хипотиреоза, само значи дека тоа новороденче треба да се повика и да се подвргне на диагностички процес. Диагностичкиот процес ќе каже дали болеста е присутна или не. Значи, нема никаков страф или место за паника, бидејќи не уште еднаш ќе кажеме. Не при скрининг истражувањата, да. Тоа е само една насока во тоа дали да се продолжи или не со испитувањата. Овде сакам уште еднаш да искористам можноста да ве потсетам дека имате уште време да ни се јавите, да поставите прашање во однос на денешната тема скрининг е новороденче, тема која што вие доближуваме преку гостувањето на примариус доктор Аница Апчевска-Василева, педијатар, детски невролог, која што денеска зборува во името на болницата Плодност од Битола. Ги споменавме техниките, начинот како се изведува овој скрининг. Ме интересира што ако при одредена состојба или некој новороденче, рековте од одредени причини не е направен некој скрининг, а при диагностичка процедура или исследувања постои можност за диагностицирање одредена болест. Ова ве прашувам бидејќи дали може некој задоцнет скрининг на некој начин да се поправи или потоцна да се направи? Скринингот е дизајниран, дефиниран за одредена возраст, тој е толку прецизно детерминиран, мислам така што меѓутоа ако се пропушти периодот, а ако во текот на следењето на детето се добие некое сомневање од било кој основ, например со позитивна фамилиарна историја или некој клинички наод кај детето, некој аспект или во крајна линија ако скринингот заради некои причини не е извршен, стално е тука диагностичкиот процес така да може да се направи. Например, конкретно кога зборуваме за овој нашиот национален скрининг за откривање на хипотиреоза, може да се земе примерок од крв, да се испита хормонот на тироидната жлезда, тироксин, и да се испита хормонот на хипофизата, тиреостимулативен, кои во една повратна спрега делуваат заедно, така да двата хормони треба да се видат и на тој начин да се утврди дека кај детето не постои опасност за појава на хипотиреозата. Сите оние скрининзи што се прават, еден од нив го споменавте кој што го правите во болницата Плодност од Битола и скринингот на колковите или ехо на колковите кај новороденчињата. Би сакал неколку поенти или неколку аспекти во однос на овој скрининг да назначиме, бидејќи се уште чинам сме подрачје кое што превентивно, ендемско за искривување на колковите, посебно кај девојчињата. Искривувањето на колковите беше така чиста слика која се гледаше, цела среќа може да се каже во поранешните некои времиња, затоа што од кога е во нашата земја воведен скринингот на развојот на колковите,
А исто така и начинот на повивање на децата со Или тој широко повој. повивање. Ова намерно ве прашав за родителите. Со широко повивање, мислам дека тој ентитет веќе скоро и да го нема, скоро и да не го гледаме. Меѓутоа, сеедно останува потребата од спроведување на скринингот. Скринингот на колку ви е сосема беззлен, методата е многу лесно изводлива, сосема безболна, едноставна. Се изведува прво, како што кажавме, 48 до 72 часа после раѓањето или во првата недела после раѓањето, се повторува во 6-та недела од животот и според наодите кои се добиени при овие два прегледи, ако треба се повторува во понатамошниот раст и развоен период на детето доенчето, или доенчето. На И за крај на доенчето, овој разговор уште една констатација, сигурно ќе се согласите, покрај техничко-технолошките помагала или апаратурата која што имате, сигурно дека знаењето и искуството на медицинскиот персонал пред се е значајна алатка во ресурсите кои што придонесуваат за еден успешен скрининг. Да. На прво место е едно професионално лице, компетентно, со добра стручност, со добра обученост и после тоа доаѓаат медицинската опрема, установата во која што тоа треба да се сето обработи и заврши. Неприкосновно е значењето на спремноста на медицинскиот персонал, меѓутоа сите фактори сепак во својот дел како ланец си го завршуваат својот удел во скрининг истражувањето. Да, со оваа поента ви благодарам за вашето гостување во Фактор здравје. Среќен пат до Битола и до некоја следна прилика повелете повторно во Фактор здравје. Благодарам и вас и добар останок. Ви благодарам Успешни уште еднаш. емисии. Благодарам. Поздрав до вашите ценети колеги во болницата Плодност од Битола. Она што како крајна поента или уште едно подсетување денеска сакам да ви го напоменам е дека сите ние се дружевме со примариус доктор Аница Апчевска-Василева, педијатар детски невролог од болницата Плодност од Битола. Доколку сакате продолжено да комуницирате со тимот на болницата, слободно обратете се на 047 208 880, како и на plodnost.com.mk. А нас во Фактор здравје знаете каде ќе не најдете веќе утре на исто место и во исто време. До тогаш, пријатен ден.